Ајде, Замолите. Знаете како да се однесувате во Вака изгледаше надзорната расправа во собранието на тема зошто не се применува законот за употреба на македонскиот јазик. И по цели 2 години од донесувањето на законот, инспекторатот кој треба да ја следи примената има само 2 вработени, кои прво 1 година ќе се обучуваат пред да почнат да пишуваат казни, обвини СДСМ. Според опозицијата, ова на дело ја покажува неспособноста на Министерството за култура. На критиките пак Љутков возврати дека тоа е последица на повеќегодишно неодговорно управување. Имавте 2 години од вашето именување до денес. Затоа, ве замолувам, како што рековте, само во едно ќе се согласам, дека ова е малку поголема работа и од мене, и од вас, и од сите тука, и треба овој закон да профункционира. Кога прв пат побаравте вработување на лектори, односно на инспектори, се извинувам, во самото во Министерството, во инспекторатот, еве како сакате. Владата ги задолжи институциите да достават конкретни податоци за вработени лектори, резултати кои директно ќе се вградат во националните стратегии и за култура и за македонски јазик. А за оние што мислат дека грижата на јазикот застанува на границите на државата, еве во моментов активно работат 12 лекторати за македонски јазик на универзитети во 11 земји низ светот. Со законот се формираше инспекторат за употреба на македонскиот јазик, кој треба да ја следи примената на законот и да пишува казни од 1500 до 3000 евра за негово непочитување. Во моментов, значи, во тек се огласите и завршени се за 2 инспектори, а инаку огласите се за 5, односно добивме согласност за 5 инспектори по македонски јазик и тие се сите на различно ниво. Од страна на Министерството за култура беше обезбеден соодветен мебел, компјутерски бироа, надкасни и столчиња, а за потребите на инспекторатот ни беше одстапено и возило кое ќе го користат идните инспектори при вршење на инспекцијскиот надзор. Законот за употреба на македонскиот јазик беше донесен на почетокот на 2024 со поддршка и од власти и од опозицијата. Од тогаш сите јавни и државни институции и предпријатија, училишта и медиуми имаат законска обврска да вработат лектори, а сите јавни акти, прописи, надзорни табли на институции и споменици мора да бидат лекторирани. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.